Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Тоа беше одлична игра. Ние победивме на квизот. Фаленичар. Децата си заминаа среќни кога се разделија по младинскиот состанок. Но не и Стефи. Стефи, во што е проблемот со тебе? Од неодамна изгледаш поинаку. Дали си добро? Се е глупаво. Татко ми повеќе не е со нас. Се пресели. Сам, без мене и сестра ми. Мајка ми рече дека тој има девојка. Ја сака повеќе отколку што не сака нас. Тоа сигурно е ужасно за вас. Знам како е кога родителите ти се разделени. Многу е мрачно од кога не напушти. И се чувствуваш напуштен, нели? Ја мразам. Ми го зеде татко ми. Дали мислиш дека некогаш ќе се врати кај нас? Може ли Исус да направи повторно се да е цело? Стефи, многу сум сигурна дека може. Тој сака секое семејство да напредува. Не ја сака оваа разделба. Но има проблем. Каков проблем? Луѓето се проблем. Тие не сакаат да го прават тоа што тој сака да го прават. Повеќе сакаат да одат по својот пат и да се разведат. Децата секогаш многу страдаат кога ќе се случи тоа. Тоа остава длабока рана. Би сакала татко ми да дојде повторно и се да биде како што беше. Стефи, ќе се молам за тоа. И знам дека и Исус го сака тоа. Но кога ќе се случи нешто друго наместо тоа, знај дека Исус може да ги излекува сите рани. Тоа може да трае долго, а понекогаш раните повторно се отвораат. Кога и да помислам на татко ми, секогаш плачам. Разбирам. Види, Исус сака да те утеши со стихот што е запишан на оваа картичка. Прочитај го, те молам. Татко ми и мајка ми ме напуштаат, но Господ ме прифаќа. Луѓето не разочаруваат и не напуштаат, но Исус никогаш нема да го направи тоа. Можеш да плачеш со Него и да му го отвориш срцето. Тој е секогаш многу близу до тебе. Картичката ќе те подсетува на тоа, па затоа ќе ти ја дадам. Благодарам. Може ли повторно да зборувам со тебе за ова некогаш? Се разбира, Стефи. Секогаш имам време за тебе. Сега треба да одам. Поздрав. Поздрав. Ке се видиме подоцна. Можеш и да ми пишеш. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!